Битола домаќин на првиот фестивал за современ театар и танц. Свечено отворено петтото издание Битола Open 2014. Сладкаристика и тајзи ја распеа битолската публика. Од 15 до 22 јуни Битола е домаќин на фестивалот на современ театар и танц во просториите на Интимен театар. Тоа е едноседмичен фестивал, кој што ние пред 2 месеца решивме да го организираме и покрај немањето на спонзори во ова прво издание, решивме со сопствени средства да го организираме, затоа што јас лично, како лидер на Интимен театар, мислам дека современиот танц и театар треба да биде активно присутен во нашата локална заедница и мислам дека тоа е еден сегмент што треба исклучително многу да се негува, затоа што е дел од масовната култура на човекот на 21 век. Фестивалот започна на 15-ти овај месец, значи во недела, со изведбата на представата Фактор жена. Фактор жена се изведе на 15 јуни недела и 16 јуни понеделник во 20 часот. Текстот на Фактор жена е на Ана Жежовска, режијата на Димитар Шутевски, а во изведба на театарската група Без маска, Ана е присутна со нас, јас намерно сакав и Ана да биде присутна на нашата пресконференција, затоа што таа група Без маска е една група која што е резидент група во Интимен театар, тие редовно работат кај нас, добиваат простор и освоја неколку награди на аматерскиот драмски фестивал во Кочани. Така да тие се важен сегмент од Интимен театар и затоа точно со нив решивме да го отвориме фестивалот. Лола се игра на 19 јуни четврток, тоа е монодрамата со која што јас и Македонка Илиевска е главната актерка. Понатаму, на 20 јуни се игра Трансферату, тоа е представа што вие веќе добро ја познавате. На 21 учествува, тоест настапува нашиот гостин, исклучително ценет и почитуван Милош Софреновиќ од Србија. Представата Wilhelm, The Anatomy of Will, за која што представа Милош ќе ви зборува повеќе. Јас само ќе кажам дека премиерата беше на Танц седмицата во Загреб. Така да Милош од Загреб, каде што беше неговата премиера, директно доаѓа во Интимен театар во Битола. На 22 јуни недела настапува Кире Миладиновски, уште еден танчер познат во нашата средина, кој што Кире ќе го изведи своето танцово соло Патот навнатре. И во 8 часот во недела, значи Кире настапува во 7, а во 8 е стендап комедијата во кабаретска форма Two Mothers Brothers, значи настапуваат Стрезо Стаматовски и Никола Тодоровски. Специјален гостин е реномираниот танчар и кореограф Милош Софреновиќ, кој во сабота ќе изведе Wilhelm, The Anatomy of Will. Делото премиерно беше прикажано на почетокот на месецов на Dance Week во Загреб, додека втора земја во која ќе се игра е Македонија. Милош истакнува дека новите иницијативи како овој фестивал треба да се поддржат. Kao što je Sofija najavila, ja ću posle zagrebačke premijere Wilhelm Anatomija volje Завршното соло е посветено на големиот германски композитор од 20 век, кој често не беше прифатен од општеството. Некоја врста на неправда која јас преку танцот се обидов да ја исправам, се фокусирав на неговото музичко наследство. Премиерата беше во Загреб и чест ми е што новата премиера е токму тука, во Интимен театар. Своите знаења и искуство на неколку посебни бесплатни работилници ќе го споделат и нашите уметници Викторија Илиевска, Климент Поповски и Кире Миладиновски, што за нив представува можност за размена на искуства. Се случува во Скопје. И кога има фестивали во Битола и во други места во Македонија, се создава нешто ново. Пронаоѓаме луѓе кои што работат со огромен ентузијазам. И тоа е нешто што мене многу ме радува и ме возбудува. И како дел од овој фестивал имам шанса да бидам во работилницата на Милош, каде што откриваме многу за себе и како ние функционираме. И ова треба да се случува почесто, затоа што не зближува. И со таа цел Викторија и јас исто присуствуваме на работилница, каде што и можеш да ми се придружиш ако сакаш ако пропуштам нешто, каде што сакаме да работиме на текст и движење. Моето присуство пред се, тргнувајќи од себе и од тоа што ми се случува денес во Македонија, особено за луѓето што се на слободна пракса како мене, па и колегите од државните институции, значи желни сме да научиме нешто ново, желни сме да се внесеме во некој нов контекст, бидејќи студиите завршуваат, застанува се таму. Значи имаме потреба да направиме нешто ново, имаме потреба од тренинзи, кои што реално не ни се случуваат ниту во државните институции, ниту за актерите што работат на слободна пракса.
Експресијата на телото може некогаш да каже многу повеќе. Идејата на овој фестивал е и да се едуцира публиката од најмала возраст, па во тој контекст се и работилниците за деца. Работилниците се отворени за актери, танчери, кореографи и студенти на факултетите за уметност. Викендов свечено беше отворен петтиот поред европски тениски турнир во нашиот град Битола Open 2014. Истиот е во организација на тенискиот клуб Битола и Академија Павловски. Се наоѓаме на тениските терени во Битола, на тенискиот клуб Битола и почеток на еден голем настан, значи европски турнир до 16 години, Тенис Европа, Битола Open 2014. Направена е ждрепката, имаме пријави од 16 држави, значи околу 60 на учесници. Се надеваме дека турнирот во најдобар ред ја заврши. Му благодарам на спонзорите кои и ова година помогна во организацијата на овој голем настан и се надевам на спортски и добри резултати од сите учесници на овој настан. До 21 јуни нашиот град ќе биде домаќин на учесници од неколку европски држави, а турнирот ќе се игра на неколку локации низ Битола. Петтото издание на Битола Open 2014 е за јуниори и јуниорки до 16 години. Во саботата на 14 јуни на ракометното игралиште во Битола се случи Битола 1. Главни ликови за одличната атмосфера вечерта беа Сладкаристика со својот познат енергичен настап кој не остави публиката мирна и Тајзи кој не ги остави рамнодушни сите присутни битолчани. Искрено не дека сум тука, не дека е битолска телевизија, во Битола сме минува многу јако. Што сум бил во неколку дискотеки и ова ми е првиот поголем евент, супер е, многу сляки луѓе, што да ви кажам. Во последно време, тоест периодов си доста актуелен со една песна која што нонстоп се врти по социјалните мрежи, сите ги споделуваат зборовите секако од истото. Од каде инспирацијата за самиот текст? Тоа е песната Дома не е дома си е дома. Инспирацијата е вака, гледам различни коментари, не ја сваѓаат, уствари, текстот не го сваѓаат. Знам дека е тешко во државава, реално гледам на стварите. Тоа го кажувам многу други песни пред таа, но ова кажувам дека не е решение да избегаме од тука секој индивидуум, нели да се избегаме и се оставаме држава што ја граделе више со векове назад, така да лична инспирација, така гледам на работите, гледам дека многу луѓе се со мене, многу луѓе се противно, тоа е нормално, нели? Што работиме во моментот? Во моментот работам на уште еден проект со Сладкаристика. Ја видам, се вика Димичам, јас Сладкаристика и Ферус, да не откриам многу, ќе искочи за некој време, многу интересна песна и видео. Исто така имаме една соработка со Газда Паја од Србија, но не знам кога ќе биде со датуми, може август, може септември. Планирам септември уште еден уште една соло песна и здравје Боже концерт. Сладкаристика премиерно пред битолчани го изведе и неговиот нов сингл Димичам, на кој му гостуваат Тајзи и Ферус Мустафов, а истиот официјално заедно со видеозапис се очекува наскоро да излезе. Ово е после 2 години официјално Битола. Прошла година бев на Магнолија, ама се е на ракометно, екстра фино, више сум загрејан, да не кажам пијан и така. Каква е битолската публика? Па уште не сум ја осетил оваа година, ама ќе излезам за некои 10 минути, али ја слушам шо прави. И мислам дека ќе е врв. Што е нешто најново ни подготвуваш периодов? Имам една песна нова, тоест новиот сингл за 2014. Гости ми се Тајзи, Ферус Мустафов, најдобриот саксофонист, и Саша, кој свири у бендот на Горан Бреговиќ, оркестар за свадби и погреби. Имам склопено екипа што не се склапа и едва чекам да го снимам тој спот, да излезе синглот, да го чујат и да се измеат натат, ако не се во душевот. Настанот започна со диџеј Андреј Ѓошев, продолжи со диџеј Че и Аце НЛ за да следуваат Тајзи и Сладкаристика. За крајот на битове, публиката ја разиграа атрактивното електронско дуо Future ENC. Здраво, јас сум Игор. Јас сум Марио. Заедно сме Futuring.
ова автоматски звучеше. Обично пред камера луѓе во маски глава. Сакам да бидам најприроден. Ајде! Тешко е да се прави муавета, ваму има музика, ама сакам само да кажам дека сме задоволни со соработката со Иноватива. Имаме турнеи низ Албанија, Приштина, Македонија и вечерва сме овде и баш ни е кеф пред толкава публика да наставиме. Што е нешто ќе го презентирате на македонската публика, као музички стил? Ние сме електронски, да го наречам, бенд, јас сум вокал, тој пушта музика и некако сме вклопени. Останува да слушнете, ама многу јако. И покрај лошото време и обилните врнежи дожд пред почетокот на ова музичко случување дојдоа повеќе од 2000 луѓе кои уживаа од почеток до крај на првиот бит евент. Моza, moza, 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 moza,